Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја обработиме глава 20 од книгата Излез, каде што се опишани 10 Божји заповеди, кои всушност беа само еден дел од законот кој Бог им го даде на израелците. Бог им ги дава 10 заповеди на израелците. Пред да им ги даде заповедите на израелците, Бог повторно им се представи и ги потсети на неговите дела. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови велејки: Јас сум Господ, Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Врз основа на оваа објава, Бог им вели: еве го мојот закон. Рековте дека ќе живеете според него и сега следува суштината на законот. 10 Божји заповеди се на некој начин срцевината на законот кој Бог им го даде на израелците. Денес ќе размислуваме за сите 10, но за жал нема да имаме доволно време за нив. Токму овие заповеди беа основата за воспоставувањето и напредокот на голем дел од западните цивилизации, но за жал денес се помалку се почитуваат. Патем, 10 заповеди не беа некои нови правила и принципи. Истите важеа и за луѓето кои живееја пред да бидат дадени на планината Синај. Причината зашто Бог пушти сеопшт потоп на земјата во времето на Ное беше зашто луѓето не постапуваа според заповедите. Зошто велам дека заповедите беа важечки уште пред да бидат дадени на планината Синај? Бидејќи во срцето на секој човек има чувство за морал, што е добро, а што не. Од моментот кога Адам и Ева сгрешија, ние луѓето имаме способност да знаеме што е добро, а што зло. И за жал, често го бираме злото. Во минатото, во една област од Њу Јорк имало гробишта каде што биле погребувани само криминалци. На една од плочите од гробовите пишувало: тука лежат остатоците на Џон Смит. Тој беше човек кој живееше спротивно од волјата на неговиот создател и воопшто не се трудеше да ги почитува 10 заповеди. Почина на 35 години. Единствените кои плачеа за него беа мајка му и сопругата. Нека почива во мир. Никој не може да живее спротивно на Божите заповеди и да го избегне Божиот праведен суд. Тоа треба да ни биде јасно. За жал, луѓето често не критикуваат нас проповедниците и велат дека немаме соодветно разбирање на законот. Тоа го велат бидејќи ставаме особен нагласок на благодатта и постојано проповедаме дека спасението е преку благодат, а не преку исполнувањето на законот. Но тоа не значи дека ние разбираме важноста на законот. Секој кој проповеда спасение по благодат е свесен за важноста и улогата на законот. Како и апостолот Павле, така и ние не велиме дека не треба да го почитуваме законот. Токму напротив, апостолот Павле поставува реторичко прашање кога вели: треба ли да живееме спротивно на законот само зашто спасението е по благодат? Далеку од тоа. Секој кој мисли дека може да живее во грев и да ги прекршува 10 заповеди, покажува дека не е спасен преку Божјата благодат. Ако сте спасени, ќе сакате да му угодувате на Бог, да ја извршувате неговата волја, која делумно е откриена во 10 заповеди. Токму затоа сметам дека секој проповедник кој доследно ја проповеда Библијата мора да има почит кон Божиот закон. Псалмистот вели: Господе, го сакам Твојот закон, за него размислувам по цел ден. Некој рекол дека законот е всушност препис на мислите кои се наоѓаат во Божиот ум. Според мене тоа е многу фалична дефиниција. Да, вистина е дека законот е израз на Божите мисли, но тоа се само дел од неговите мисли кои се поврзани со неговата волја за човекот. Во Псалм 19, псалмистот вели дека законот е совршен, што значи дека проблемот не е во законот, туку во човекот. Човекот е далеку од совршен и затоа никогаш нема да може да го исполни законот. Законот од нас не бара да имаме добри намери, туку добри дела во секое време. Законот е Божјата објава, преку која тој ни покажа што е правилно, а што погрешно. Со оглед на тоа што е создателот на се што постои, тој е оној кој има право да каже што е добро, а што зло. Живееме во време во кое се повеќе луѓе сакаат да имаат слобода да го прават тоа што им е пожелба. Затоа почнуваме да слушаме прашања во стилот: зошто е погрешно да се краде? Има луѓе кои мислат дека е во ред да се краде,
но не е во ред да се убиваат луѓе. Со тоа, тие покажуваат дека се селективни кон Божите одредби. Зошто е погрешно да се краде? Бидејќи Бог така кажал и не ни треба друга причина. Некој можеби ќе рече, крадењето е штетно за луѓето. Се согласувам. Се што е спротивно на Божите закони е штетно и лошо за луѓето. Така што почитувањето на Божиот закон ќе резултира и со добри услови за живење за сите луѓе. За жал, се помалку луѓе се обидуваат да живеат во согласност со Божјата објава. И токму затоа се наоѓаме во ваков хаос. Бог е тој кој ни кажува што е правилно, а што погрешно. И ако се водиме според неговите закони, сигурно ќе ни биде добро. Патем, Божиот закон важи за сите луѓе, без разлика каде живеат. Тоа е начинот на кој Бог го воспоставил законот. Со оглед на тоа што тој е создателот на сите луѓе, тоа значи дека неговиот закон се однесува на секој човек. Тоа е исто како законот за гравитација. Никој не може да го избегне. Можете да се качите во авион и да летате многу високо, но ако одлучите да скокнете од него без падобран, законот за гравитација ви вели дека ќе се соочите со сигурна смрт. Истото е и со Божиот закон. Многумина мислат дека можат да ги прекршат и да не се соочат со никакви последици. Секој закон се состои од одредени правила и принципи, но и предвидува последици за оние кои не го почитуваат. Божиот закон не е исклучок. Преку пророкот Езекиел, Бог многу јасно кажал дека душата која греши ќе умре. Секој од нас греши, тоа значи дека не само што ќе умреме физички, но веќе сме и духовно мртви. Во однос на оваа тема има уште едно мислење кое е широко распространето, а е погрешно и треба да биде поправено. Станува збор за обидот да се измешаат законот и благодатта и да се представат на таков начин што ќе изгледа дека се две страни од иста паричка. Моje лично мислење е дека ако се обидеме да ги представиме на таков начин, ние всушност ги лишуваме и законот и благодатта од нивната убавина. Законот е тој кој му кажува на човекот каков треба да биде, а благодатта е таа која му кажува дека Бог го сака и покрај тоа што не е таков каков што треба да биде. Така што и законот и благодатта се уникатни и не е мудро да се обидеме да ги споиме во едно. Законот не открива Божјата волја, но исто така и ни покажува колкава е разликата помеѓу Божите стандарди и тоа што човекот може да го направи. Вистина е дека во светот постојат луѓе чии животи се морално супериорни во споредба со некои други. Но реалноста е дека ниту еден човек не може да го достигне стандардот кој Бог го постави преку законот. Може би можете да кажете дека сте морално подобри од мене, но никој од вас не може да каже дека го исполнува Божиот закон. Законот ни кажува кој е стандардот и не остава со заклучокот дека не можеме да го достигнеме. Проблемот за тоа не е во самиот закон, туку во нас. Проблемот е во нашата грешна природа, поради која колку и да се обидуваме да живееме според законот, нема да успееме. Затоа Павле вели дека тоа што законот не можеше да го стори. Господ Исус Христос го направи преку неговата смрт и воскресение. Законот е еден вид огледало. Во посланието до Јаков пишува дека не треба да бидеме само слушатели, туку и исполнители на зборот, бидејќи неговата цел е да биде огледало за нашиот карактер. За жал, денес има многу луѓе кои му пристапуваат на законот, гледаат во огледалото и доаѓаат до заклучокот дека се е во ред со нив. Навистина не ми е јасно како некој може да се погледне во Божјото огледало и да дојде до заклучок дека нема никаков проблем со неговиот карактер. Не сакам да навредам никој, но мислам дека таквите луѓе имаат несоодветна слика за себе. И сигурно мислат дека се подобри од што се. Законот не е тој кој ги направи луѓето грешници. Ние веќе сме грешни, а законот само ни го откри тоа. Неговата улога е да ни укаже на нашата грешност и да не доведе кај Христос. Законот е нашиот воспитувач, односно педагогот кој не зеде за рака, не донесе кај крстот и рече: слушај вамо, ти си грешен и имаш потреба од Спасител. 10 заповеди. Ајде да ги погледнеме 10 заповеди. Поделени се на два дела. Првиот е односот на човекот со Бог, а другиот е односот на човекот со човекот. Првите 4 заповеди говорат за меѓусебниот однос на човекот со Бог, а останатите за меѓусебните човечки односи.
Првата заповед се однесува на тоа дека луѓето не треба да почитуваат туги богови и гласи: Немој да имаш други богови освен мене. Бог го осудува политеизмот, односно многобоштвото. Интересно е тоа што во законот нема заповеди против атеизмот. Знаете зошто? Бидејќи во тоа време атеизмот воопшто не постоел. Атеистите почнале да се појавуваат дури во времето на царот Давид. Таквите се наречени безумници. Во Псалм 53:1 Давид пишува: Безумниот си рече во срцето свое: Нема Бог. Денес, атеистите често се професори на факултети, луѓе за кои велат дека се интелектуални. Но Библијата го поставува прашањето: дали навистина тие луѓе се паметни? Што ако некој има завршено магистерски или докторски науки? Зарем тоа ја прави таа личност паметна во однос на најважните прашања во животот? Не го оспорувам фактот дека некој може да биде особено надарен и паметен во одредена област од животот. Но тоа не значи дека таа личност има добар одговор за најважните животни прашања. Секој кој го одрекува Божјото постоење и не сака да го прифати Божјото откровение е безумник. Бог им рече на израелците: Немојте да имате други богови освен мене. Причината зашто првата заповед се однесува на овој аспект е зашто во тоа време многобоштвото било широко распространето. Бог им кажа на израелците дека нема да ги толерира ако станат како другите народи и им се поклонуваат на многу богови. За жал, историјата на израелскиот народ сведочи дека со тек на време тие почнаа да се поклонуваат и на други богови и Бог мораше да ги дисциплинира. Следната заповед се однесува на идолопоклонство. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата, под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ, Бог твој. Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено, ако тие ме мразат. Некој можеби ќе рече: тоа не се однесува на нас, бидејќи ние денес не се поклонуваме на идоли. Не се согласувам со таа изјава. Идол може да биде се во животот од која ја црпиме нашата смисла и цел за живење. Се согласувам дека денес нема многу луѓе кои се поклонуваат пред кипови на лажни богови, но сепак му се поклонуваат на шишето со алкохол. И тоа е единственото нешто што им е важно во животот. Тоа е идол. Денес нема да видите луѓе кои се поклонуваат пред кипот на Афродита, која покрај другото била божица на сексуалните односи, но преку своите животи се поклонуваат на сексот, бидејќи тоа им е најважно и единственото нешто кое им дава смисла и цел во животот. Други се поклонуваат на парите. И тие се нивниот бог, нивниот идол. Бог им заповеда на израелците да немаат други богови, и таа заповед се однесува и на нас. Затоа треба да бидеме внимателни, бидејќи нашите срца многу лесно можат на нездрав начин да се приврзат до нештата од овој свет. Слушнете што пишува во стих 7. Ова е третата заповед. Не изговарај го напразно името на Господ, твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори неговото име. Ова е заповед против богохулење, а денес тоа станува многу распространето. Оваа заповед се уште важи. Зошто е погрешно напразно да се изговара неговото име? Бидејќи тој е Бог и е свет. За жал, денес многу луѓе не можат да се изразат без да користат вулгарности. Се повеќе луѓе го користат Божјото име напразно и за жал на другите тоа не им смета. Не само тоа, тука има и такви кои го пцујат Бог, а тоа е особено распространето во холивудските филмови. Потоа, четвртата заповед. Помни го саботниот ден за да го празнуваш. 6 дена работи и врши ги во нив сите своји работи, а 7-миот ден е сабота Господова, ден на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни керката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни добитокот твој, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Зашто? За 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Заповедта за саботниот ден има најдолго објаснување во споредба со сите други заповеди. Бог им кажа на израелците дека саботниот ден е знак на заветот помеѓу него и нив. Во однос на саботата, едно од најважните прашања кои се поставуваат денес е дали треба да ја почитуваме саботата или неделата, како ден во кој не се работи.
Моje лично мислење е дека не е важно дали ќе биде саботата или неделата. Живееме во време и општество во кое неделата е неработен ден од една едноставна причина. Тоа е денот кога Господ Исус Христос воскресна од мртвите. Според тоа што го читаме во Новиот Завет, првата црква се собирала во недела. И затоа денес неделата е ден кога се одржуваат богослужбите и е ден за одмор. Следните заповеди се однесуваат на меѓучовечките односи. Почитувај ги таткото свој и мајката своја, за да поживееш подолго на земјата што ти ја дава Господ, твојот Бог. Таткото и мајката ја заслужуваат нашата почит, и затоа Бог ги вметна во 10 заповеди. 6 заповед. Не убивај. Многумина го користат овој стих за да кажат дека убиството не е оправдано во ниту еден случај. Пред некое време разговарав со неколку млади луѓе кои ми рекоа дека поради оваа заповед е погрешно да се оди во војска за време на војна. Прво, моje мислење е дека заповедта не убивај беше дадена за поединците, а не за целата нација. Поединецот нема право да убие друг поединец, но секоја нација има право да се заштити себе си, макар тоа да подразбира и одземање животи на други луѓе, ако е нападнат од друга нација. Така што, моje мислење е дека во ситуацијата кога некој го штити својот народ од непријателот, убиството не е грев. Не врши прељуба. Живееме во време во кое сексуалната револуција зема се поголем замав. Всушност, сексуалната револуција не е ништо ново, бидејќи луѓето низ годините ставале посебен нагласок на сексуалните односи. Бог им кажа на израелците да не вршат прељуба, а тоа се однесува на сексуални односи вон бракот. Неговите правила се уште важат, но за жал се помалку луѓе ги почитуваат. Потоа, не кради. Општеството во кое живееме малку посериозно и пристапува на оваа заповед во споредба со претходната. За нив прељубата не е толку сериозна, но крадењето и убивањето се навистина сериозни дела кои треба да се казнат. Бог не гледа така на нештата. Според него, сите гревови имаат иста тежина и исти последици. 9 заповед. Не сведочи лажно против својот ближен. Тоа се однесува на лажењето. 10 заповед. Не пожелувај го домот на ближниот свој. Не пожелувај жената на ближниот свој. Ни слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни магарето негово, ниту нешто друго што му припаѓа на ближниот твој. Тоа се 10 заповеди кои Бог им ги даде на израелците, а важат и за сите нас. Ова е Божиот совршен стандард кој никој од нас не може да го достигне. Фала му на Бог што нашето спасение не зависи од нашата способност совршено да го почитуваме законот, туку зависи од неговата благодат покажана на крстот на Голгота. Со тоа го завршуваме проучувањето на првиот дел од глава 20 од книгата Излез. Последното проучување ќе читаме за упатствата кои Бог им ги даде на Мојсеј за изградба на жртвеникот. Се надевам дека ќе ни се придружите. До тогаш, Бог нека ве благослови и ако имате време, научете ги 10 заповеди на памет. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.